Кризата во Република Македонија е резултат на незаконското прислушување зад кое стојат албанскиот премиер Еди Рама, лидерот на СДСМ Зоран Заев и премиерот на Италија Матео Ренци, сметаат од организацијата Стоп организација Сорос. Оттаму велат дека заеднички именител на овие тројца луѓе е милиардерот Џорџ Сорос, кој ја финансирал целата операција, од набавка за опремата за прислушување до креирање на снимките. Никулецот се наоѓа во незаконското прислушување во Република Македонија. Постојат сериозни индиции дека позади незаконското прислушување во државата стојат Еди Рама, Матео Ренци и Зоран Заев. За овие тројца заеднички именител е Џорџ Сорос. Планот за незаконското прислушување бил креиран во Рим, а времето кога е направен коинцидира со престојот на Зоран Верушевски во Рим, каде во македонската амбасада беше одговорен за соработка со безбедносните служби на земјата во која е на работа и координација со нив околу современите закани по безбедност. Според италијанскиот закон, во Италија прислушување за потребите на државата вршат неколку приватни компании, кои имаат склучено соработка со италијанските власти. Од целиот континент, само во Италија, опрема за следење на комуникациите можат да купат правни лица со дозвола од италијанските власти. Ваквата конекција потврдува и поранешниот председател на Врховниот суд на Албанија Крешник Спахиу, кој во телевизиско интервју изјави дека Еди Рама погрешно изиграл со Заев, кој бил директно финансиран од Сорос и дека е познато дека токму Сорос го финансирал незаконското прислушување во Македонија. Përsëri, kryeministri shqiptar dhe Tirana luajti shumë gabim. Luajti gabim sepse dihet që situata në Maqedoni është shumë fragjile, është shumë e ndjeshme, shumë e thyeshme, shumë e jo stabile dhe në një moment caktuar kryeministri shqiptar doli dhe u bë palë e njanshme për mënyrën se si duhet ndërtohej qeveria, duke mbajtur krahun tërësisht njanshëm të linjës Sorosit, të linjës konjunkturave të Sorosit, pasi dihet sepse Zajevi ka qenë njeri sponsorizuar drejt për drejt nga konjunkturat e Sorosit në Maqedoni, madje dihet që janë financuar edhe përgjimet telefonike të qeverisë maqedonse nga Sorosi, dhe sigurisht i la një shkas atje Ivanovit dhe presidentit Maqedonas që mos dekretonte qeverinë dhe për të akuzuar që Tirana ndërhyn në punët e brendshme dhe destabilitetin e Maqedonisë. Од СОС вела дека истите луѓе кои стојат зад прислушувањето стојат и позади тиранската платформа чија крајна цел е уривање на унитарноста на Македонија и создавање на бинационална држава што де факто представува федерација. Додаваат дека и СЈО е дел од Соросовите инсталации во Македонија, кој има за цел да ги амнестира сите актери кои ја создадоа кризата, а да ги дисциплинира сите неистомисленици. Тие им порача на македонските институции да покренат истрага за улогата на фондацијата Отворено општество и да испитаат каква е нејзината улога во државата.